изградбата на железничката пруга во 1873 година, Скопје повторно доживува експанзија. Наспроти железничката станица се отвораат конзулатите на Австро-Унгарија, Франција, Англија и Италија, а меѓу нив и два луксузни италијански хотела, Хотел Турати и Хотел Европа. Во 1902 година до црквата Света Богородица се гради црквата Света Мина. Во 1906 година започнува со работа првиот скопски театар. Во 1908 година браќата Шабан Паша од Виена нарачуваат трамвај и ја отвораат првата трамвајска линија и Дадија, Бурмали џамија, Маџир Маало и обратно. Забележани се и превирања во сферата на политиката. Во 1903 година борби помеѓу четите на ВМРО и турската конјица кај реката Пчиња. Во 1908 година градот го зафаќа страста на младотурската револуција. Во 1909 година во Скопје е формирана првата социјалдемократска партија. Еден странски новинар забележал: во Скопје фесот на старешината се братими со шеширот на инженерот. Ориентот и западот се мерат преку партија билијард. Да живее Скопје и скопската мастика. Во 1911 година скопјани еуфорично се подготвуваат за пречекот на својот император, султанот Мехмед Решад. Во чест на гостинот извршено е и реновирање на камениот мост, при што е поставена нова железна ограда. Училиштето и Дадија привремено ја менува својата функција и се претвора во царска резиденција. Тогашниот скопски градоначалник Салибек Рустембек наредува изградба на нова улица која ќе го поврзе градот со железничката станица од каде што ќе пристигне султанот. Улицата била наречена Јени Сокак, а денешните скопјани ја знаат под името Авенија Македонија. По окупацијата на Македонија, српската власт забрзано работи на урбанизацијата на ориенталното Скопје. До 1914 година во градот веќе постојат 24 поголеми хотели, 5 банки, 1 кино, 7 аптеки, а низ градот шараат 139 пајтони. Во 1914 година од страна на архитектот Димитрije Леко бил изработен и прифатен првиот урбанистички план за Скопје. Со ова започнува една нова епоха во развојот на градот. Во 20-тите години Скопје доживува урбанистички бум. Се отвора првиот филозофски факултет, се калдермисуваат скопските улици. На плоштадот се гради Ристичевата палата, во која се наоѓа првиот скопски лифт. На местото на Бурмали џамија започнува да се гради офицерскиот дом. Отворена е новата зграда на Скопскиот театар. Изградена е зоолошката градина и зоолошкиот музеј. Во старата чаршија е изградена првата бензинска пумпа Шел. На местото на денешната населба аеродром отворен е и првиот аеродром во присуство на кралското семејство. Во градот се отвораат 17 нови основни училишта и неколку нови цркви. Света Петка во Црниче, Свети Архангел Михаил во Автокоманда, Свети Ѓорги во Чаир, а конечно е завршена и црквата Свети Константин и Елена. Градоначалникот и градските одборници се бираат на секои 4 години. Градската управа е преместена од утјуматот во новата зграда на општината. За здравието на скопјани се грижат хигиенскиот завод, градската амбуланта и воената болница. Организиран е општински одбор, служба за јавна безбедност, пожарна чета, чистачка колона, јавна лекарска служба, општинско градежно одделение, организација на Црвениот крст, Сдружение на скопските скаути, Сдружение на скопските жени, пејачко друштво Вардар, Сдружение на скопските соколи. Кратко речено, новата власт како да решила од ориенталното Скопје да направи нов град. Во 30-тите години Скопје започнува да заличува на модерен европски град. Ги добива првите јавни телефонски говорници, а со изградба на комплексот Рашче и првиот модерен водовод и канализација. До зградата на Стопанската комора свечено е отворена Народната банка. Подигната е и зградата на денешната градска болница, а наспроти неа започнува да се гради палатата на Бановината, денешно собрание на Република Македонија. Во 1937 година, во чест на јубилеот, 25 години од српското освојување на Македонија, покрај камениот мост се поставени споменици на српските кралеви Петар и Александар. Архитектонска круна на деценијата е изградбата на новата железничка станица најубава на Балканот.